Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Маријан Ристевски, председател на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија. Господине Ристевски, добро дојдовте во студио 10. Добро најдов. 1 мај, меѓународен ден на трудот, се наближува, ми се чини како и секоја година да ги правиме истите анализи, ги поставуваме истите прашања. Не гледам дека и оваа година е нешто поразлично. Што ќе прават работниците, што ќе прават синдикатите, дали ќе протестираат, дали треба да протестираат, дали ќе слават, дали ќе абстинираат. Како гледате на пред 1 мај? Па вие како што кажате, баш е таква ситуација, така и нас, за жал или за среќа, или не знам како да кажем. И овој 1 мај ќе го дочекаме поделеност меѓу синдикатите, поделеност меѓу работниците. Зошто е тоа така? Ја веќе подолг период сум во овие синдикални води. И имам и нема објаснување, меѓутоа за жал тоа е што е. И овој 1 мај ќе помине како сите до сега. Дел ќе се протестира, дел ќе се прави преку конференции, дел работно, што има работници кои што мора да работат, дел најверојатно како и секоја година ќе одат на излети. Меѓутоа, ипак ние како синдикати сме тука, мора секој во својот делокруг да го застапуваме работникот, сега колку можеме, како можеме, тоа нека ценат самите работници. И сега, овој 1 мај, ланска година се сеќавате, ние имавме заеднички протест со Сојузот на синдикати на Македонија, меѓутоа тоа заеднички го подготвувавме пред 1 мај, кажавме дека заедно ќе протестираме. Оваа година они сами си излегоа, кажаа дека ќе протестираат, што не значи дека било кој сака може да оди на тој протест. Ние како конфедерација имаме покана од другата конфедерација на слободни синдикати, тоа е утре на 30 има конференција за синдикални активности, каде што ќе се разговара за нов закон за работни односи, за дигитализација, закон за државни службеници, има и други активности, таму ќе бидат представници и од работодавачи, од работници, од меѓународна организација на трудот. Како што гледате, ние како конфедерација немаме проблем да соработуваме со сите синдикати. За жал, другите синдикати ќе покажат некоја идеја да се обединат, меѓутоа не се успева. Се надевам дека сакале ние или не, доаѓа период каде што ќе мора да се обединат работници, зашто гледате каква е состојбата, па ќе кажам во државниот сектор можеби тука некаде има некакво синдикално организирање, работниците какви такви имаат права, меѓутоа за жал во приватниот сектор таму е страшна работата и за тие работници стварно треба да им се помогне многу, бидејќи гледате кај нив многу е тешка состојбата, бидејќи таму, да не кажам, преку 90% од компаниите не се синдикално организирани. Ја стално апелираме и ова прилика ќе искористам, ако не им се допаѓаат синдикатите кои што ние ги представуваме, нека направат нов синдикат. Нека се здружат на било кој начин, бидејќи гледате капиталот е немилосрден, газите гледат по разни начини да изиграат, да не дадат на работниците толку колку што заслужуваат, меѓутоа тоа па им се враќа бумераншки и гледате што се случува, веќе нема работници во државата, се увезуваат од далечниот исток, се луѓе кои што и веќе компаниите сами се жалат дека немаат. За да има работници мора и они да доделат од колачот. Секаде во светот сум кажал дека по разговори со нашиве синдикати што се од странство, 60% од профитот што го имаат компаниите одат за работниците, 40% одат за самата компанија, за развој. За жал кај нас е обратно. 60% земаат гастите, само 40% дадат за работниците и тој процент мора да се одели поголем дел од колачот за работниците, зашто Македонија ќе остане без работници. Да не кажам, не веќе стручни, да нека и обични работници нема да има. Да, се почесто како што кажавте, гледаме непалци, да речеме, тие се најчесто, но и од други земји кои доаѓаат да работат во Македонија, што навистина укажува дека имаме дефицит на работен кадар. Кога зборувате за таа поделеност, повторно да се обидеме да најдеме одговор, од каде доаѓа таа поделеност помеѓу синдикатите? Дали тука политиката игра улога, што бидејќи од прилика кога ќе ги прашате, сите синдикати го велат истото. Да, потребно е да се обединиме, треба да се обединиме, треба да настапуваме заедно или барем блиску да соработуваме, но ние видовме и сега за некои базични прашања, како што е да речеме минималната плата. Имаше диаметрално спротивни ставови помеѓу одредени синдикати, а камоли за некои други работи. Дали политиката ја создава таа поделеност? Видете, не е тајна дека
секаде во светот, да нека обкружувањето околу нас тоа тврдам дека е замешана политиката, за жал и кај нас, тоа е неизбежно. Секоја политичка партија без разлика која, кога е на власт, сака да има гледате, мислам и праксата тоа покажува и изјавите и историјата наназад. Сите партии кога се во опозиција даваат подршка на синдикатите, кога ќе дојдат на власт, сосема различна состојбата. Јас ја сваќам партијата како постапува и за не е нормално, меѓутоа логички е така секој да се има синдикати кои што сакаат да соработуваат, меѓутоа не ги сваќам синдикатите зашто иначе партиите ги сваќам. Синдикатите не можам да ги разберам зашто така настапуваат. Видете, на нас владата, работодавачите и социјален партнер. Ние кога преговараме со нив мора да имаш и малце обзир дека со таа категорија можеш да преговараш. Не може да се јас како лидер да се наметам, ќе напаѓам све живо, да добием јас како индивидуа, еве сега сите ме знаат во Македонија, што тоа? Што тоа? Кога нема резултат за работниците. Ме сваќате која е поентата. Значи мора да се седне се да разговара на едно нормално ниво. Не може со како под притисок да се разговара, како некој да свати сега дека еве ќе зборам за Сојуз на синдикати на Македонија. Сојуз на синдикати на Македонија за прв пат, ама не сум сигурен, не знам дали имаат притисоци од владата, ни тоа го кажуваат. 30 години назад додека беа убаво пливаа со едните и со другите, се беше мирно. Се трошеа работничките права, се скратува, тие секоја седеа мирно, никој пат они не протестирале да земе години наназад. Па ние сме познати први, да не кажам, кога никој не протестираше, ние цело време протестиравме и јас сум горд што еве ги натерав значи останатите синдикати, поготово Сојузот на синдикати на Македонија да го крене гласот, бидејќи јас кога почнав со синдиката се занимавам, они имаат да не кажам може 300.000 членови. Кога почнавме ние независни синдикати, еве ги сега веќе се сведоа на 50-60.000 и немаат ни репрезентативност. Значи успеавме ние таа заспаност да кажам да ја раздрмаме и убаво што еве веќе кренаа глас, меѓутоа мој совет до нив јас сум разговарал, имавме прекрасна соработка со Слободан во прошлиот период, сега зошто дое до вакви несогласувања, се само тие да се представуваат како единствен синдикат. Јас тврдам, значи моето искуство кажува дека не може еден синдикалец да преговара за 600, за 700.000 вработени. Па колку и да немате таква способност. Секој треба синдикат на ниво на работодавач, на гранка да си преговара. Што јас ако преговарам како еден стално е подложен на манипулација. И гледате сега се сведовме до тоа да никој нема репрезентативност. Работниците трпат, нема кој да потпише, ние имаме социјален диалог, меѓутоа и да имаме социјално-економски совет не можат да се носат одлуки веќе ни еден синдикат нема репрезентативност. И јас на последната седница кога што бевме синдикатите, премиерот и представници од владата министри, предложив бидејќи очигледно е спорно за репрезентативноста, не може се трчаат по членови место се трча по работнички права, буквално се врши притиск на секој член дојде кај мене. Јас предложив едно решение соломонско да кажем да се намали репрезентативноста, процентот, така да има повеќе репрезентативни синдикати и не добив повратно дека еве Сојуз на синдикати се согласува. Зошто на пример да не се согласи? Што значи тоа јас само да сум репрезентативни да преговарам? И нормално ако ти преговараш, ние ќе ти критикуваме дека ништо не си потпишал, исто што се случи како со минималната плата. Ќе се подели одговорност. Така ќе се подели кога ние сите ќе бидеме присутни на таа маса, кога ќе донесеме одлука, тога не можеме да кажеме Слободан или Благо или Маријан или не знам кои се виновни, што така е. Сите ќе седнеме, ќе разговараме. Тоа мора да го сватат синдикатите. Иначе ние ги напаѓаме политичките партии, нема демократија, нема, кај нас во синдикати има поголема диктатура. Знаете, одредени синдикати имаат во своите статути 3 години да не може да се отпише работник да помени во друг синдикат. И што вредности ти нудиш како синдикат? Тоа е навистина апсурдно. Па апсурдно, или па цели синдикати, замислете, прават некои игри, не знам како, што е во позадина, поменуваат од еден синдикат во друг. Ние сме го направиле, например, синдикат со 3-4 од еднаш, кога гледаш, намерно сакаат, поменуваат во други сојузи. Тоа не, тоа без да се прашаат работниците. Значи повеќе се насочени синдикатите како да соберат повеќе членови отколку да ги бранат работниците. Што дека паче кажам некого го знаат народ. Еве убаво му кажа на тој браво, што браво, и денеска сведоци сме гледаме немаат плата земено одредени институции. Што кавгата меѓу синдикати и партии или меѓусебна синдикална борба која на теренот кажува сосема друго. Да. Немаат плата земено одредени министерства, гледате што беше со култура, одредени инспекторати кои што сега при трансформација поменуваат во одредени министерства, немаат плата. Тоа нас треба да не загрижи, а некој да биде поброен синдикат.
Ако сме во права смисла на зборот синдикат. Имаш постоја некои информации дека се прават политички притисоци за префрлување на работници во одредени синдикати за тие да постигнат репрезентативност. Тоа не е вашиот синдикат, значи за други зборуваме, но допреа ли тие информации до вас? Видите, сега се спекулираше, јас не можам да тврдам, бидејќи јас имам синдикални организации, да не кажам во сите гранки. Таква информација не сум добил, за жал Сојуз на синдикати на Македонија излезе и ја реферираше таквата состојба. Са што е вистината, не знам, па ќе кажам. Значи не можеш ти ако си правичен синдикалец, ако си демократ, да кажуваш дека некој ти врши притисок да ти го земе членот, а ти па да имаш во својот статут заштита 3 години да не може да се отпише. Треба, јас предложив и нов закон за синдикат да направим, да се дефинира што е синдикат, што е член, што е колективен договор, општ колективен, на гранка, на работодавач. Никој не сака сите сакаат вака да биде во матно. Овие закони мора да се донесат, мора да се намали репрезентативноста и мора да се седне и да се преговара. Ја не знам која е таа само не знам како да се изразам, која е таа желба, јас само да преговарам со премиерот, ја да бидам голем со министрите и стално се потенцира единствен репрезентативен синдикат. Што тоа кога нема ништо од државата плати, нема што ако си ти репрезентативен синдикат. Дај да се спуштиме да имаме повеќе синдикати, јас сме репрезентативни, повеќе глави, повеќе памети, сигурно ќе успееме повеќе да добиеме од работодавачите и од власта. Еден кога преговара, стално е подлежен на манипулација, да не кажам што на други работи е подлежен. Да. Го спомнавте протестот на синдикатот за култура, тоа беше нешто што ја брануваше јавноста во изминатиот период. Не знаеме таму дали се уште дали се завршени проблемите, бидејќи платата е исплатена, но како што кажа таму синдикатот не е исплатена законски според нив, не е исплатена според колективниот договор. Таму имаше спор околу ајде да речеме начинот на толкување на колективниот договор. Синдикатот на култура вели дека треба да се пресметува поинаку, владата поинаку и знаеме тие протести, но и ве спомнавте дека да, дојдоа тие информации дека во некои други институции исто така доцнат плати. Сето ова е поврзано со колективниот договор, со начинот на негово потпишување, но и потоа со начинот на неговото спроведување. Видете, значи, кога дојде новата влада и при првиот состанок на социјално-економскиот совет, бејќи јас сум учествувал многу наназад и сум гледал што е, оваа влада кога дојде, кај мене остави печат дека сака да воведе ред во синдикалното движење и во потпишување на колективните договори. Дека факт беше во минатото, јас сум говорил јавно на неколку пати, прошлата влада сакајќи дали беа за мене од нејасни причини, јас стално сум кажувал кога сме имале тој социјално-економски совет, не може одредени министерства да потпишуваат ваков колективен договор, друг министер да не потпише уопште, трет сосема различен. И тоа доведе до тоа што вработените во културата, да не кажам, и ја искористија таа ноншалантна стане одговорност на прошлата влада. И стварно потпиша еден колективен договор кој што мора да се поздрави, тој за работниците е прекрасен. Меѓутоа, реалноста е сосема друго. И сега што се доведовме? Би било добро сите министерства да имаат таков. Би било таков колективен да имаме како што расте минималната плата, да сите процентуално да растат сите плати. Океј, меѓутоа се постава прашањето зашто па 7 години наназад ние кога кажувавме, ние кога протестиравме дека не може вака да биде, се качува минималната плата, не се усогласуваат другите плати. Се сеќавате тогаш протестиравме со шумска, со судска, со затворска полиција, во Желеница правеме протести. Тогаш Сојуз на синдикати на Македонија никаде го немаше. Зашто при првото покачување, не сакам да набедам никого, сакам да кажам дека тотален хаос е моментално во синдикалното движење и мора да се воведи ред. Ред се воведува само со измена неколку членови од Законот за работни односи. Да се намали репрезентативноста, повеќе синдикати да учествуваат во изготвување на колективни договори, да се направи закон за синдикат, да може работникот слободно да одлучува во кој синдикат ќе пристапува, да се забрани таква манипулација, да се отворат ако треба и нови синдикати, ќе потенцирам. Сигурно не се допаѓаме ние на секого, нормално е ќе има критика, па тоа овој ќе каже, па оној ќе каже. Не критика. Земи си одговорност, направите нов синдикат. Во секоја компанија не треба многу. Барем тука законот е либерален. 5 членови во синдикат на ниво на работодавач може да си направат работените синдикат и нека видат како изгледа, не само да критикуваат. Лесно е само се критикува. Нека направат синдикат, што повеќе синдикати да бидат вклучени, гарантирам дека мора да
и владата и работодавачите во приватниот сектор поготово да попуштат. Вака кога гледаат разединетост и сега се вратим на културата. Јас кажав, тоа е еден прекрасен колективен договор, меѓутоа сега се световме во ситуација, никој тоа не го зборува. Јавно, ама треба да се зборува. Вработениот во култура, кој што паче кажам убаво е тоа, си направиле, како направиле, што направиле, на што да не се повторувам, беше тотален хаос. Ако јас го знам, министерот ќе потпише со мене, директорот, а не водејќи рачун, ако потпишем јас со вработените на култура, што тоа значи према вработените во сообраќај, во полиција, во армија, во здравство, да не именувам. И сега сведувам ситуација вработен во култура, да зема висока плата 40, 50, 60 илјади, додека кај нас еден железничар кој што има одговорна работа да зема почетна плата 29.000, а одговара за безбедност на сите патници што се возат. Значи тоа се направи на рашомонијада и треба да се направи ред, меѓутоа за да се направи ред треба и владата и синдикатите, како што кажат, да седнеме сите. Не само со еден синдикат, тука нема среќа. И затоа јас еве покушувам преку конфедерацијата која застапувам, разговарам со нив, еве сега ќе отам, утре сме кај конфедерацијата, исто тоа што го говорам, ќе го говорам и пред нив, да предложиме една иницијатива, мора да се почне од измена на членови на законот за работници, да не се повторувам. Само така, повеќе синдикати да седнат да разговарат и поголема шансата е за успех за вработените. Иначе, како поединец, да, ако преговара сам, ти како поединка може би имаш одредени придобивки, меѓутоа гледаме таквото преговарање уназад 30 години, до што веде држава, во кој степен се доведовме. Хаос се иселија сите, фирмите ги продадоа за без пари, синдикатот тога молчеше, бидејќи беше еден и ете тоа што е. Сега, убаво, има повеќе синдикати, меѓутоа тоа да го ставиме во една законска рамка да може секој да преговара и да подпишува. Само тоа е. Што е вашиот став или вашето барање, вашето решение во однос на колективните договори? Што би барале, што треба да се постигне? Еве дали ќе притискате тогаш сите да подпишат такви договори како што има Министерството за култура или постои некакво друго решение? Па видите, на последната седница се побара овој општ колективен договор да престани, да правиме нов колективен договор, со тоа што нема сега уопште да нема колективен договор, значи во делот за јубилејни награди, К15, други придобивки, во делот кај што е за покачување на плата. Гледате, сега имаме еден колективен договор кој што не е функционален. Сега не е во функција. Сега некој ќе рече зашто не е во функција, треба сите да тужиме државата. Тоа е неостварливо нешто. Мора да се седне во најбрзо време. Во најбрзо време. Како што кажа, утре ќе искористам приликата, можеби ќе има и представници од власта, да овие измени да се направат, да се седне, да се подпишува нов колективен договор. Зашто во минатото гледате како беше. Па ќе кажам, јас сум поборник да се повеќе синдикати учествуваат. Еден синдикат учествуваше 20 години и повеќе вработените нема ни јубилејни награди, нема ни К15. Да, но во тој нов колективен договор во кој барате да се подпише, што е измената? Што би се сменило? Па ќе се смени, на пример, тогаш ќе знаеме дали минималната плата, дали како сега што е соопштиот колективен договор, просечната плата ќе биде, мора да има нешто мерило, со што ќе се врзува платата. Ако се врзи со сега, бидејќи по новата методологија што треба да се направи, еве ние преговаравме вчера, требаше да се подпиши во улици патишта со управниот одбор, изготвен беше колективниот договор, нови коефициенти, согласно новата методологија, согласно новиот општ колективен договор, со просечната плата да врзиме, одма се види дека голема сума на пари е тоа покачување и буквално од страната на раководството на улици патишта не беше подпишан колективниот договор. Ние преговараме сега и со може да гледавте, имавме по социјалните мрежи со министерот за дигитална трансформација, за вработените во управата во управата за матични книги. Преговаравме и во текст на преговори со вице-премиерот и министерот за транспорт, господин Николски, за состојбата во железница. Значи, ете, гледате, ние преговараме. Не може јас да чекам сега тој што ќе биде некој репрезентативен и да се фали дека един репрезентативен да преговари за моите права. Тогаш кој е моето суштинско постоење ако тој подпишува вака ќе се рачуна плата, вака ќе се рачуна ова, вака ќе се рачуна, он постави вика ја поставам рамка. Меѓутоа рамката после од неја произлегува све. Треба сите што имаме така поголеми синдикати да кажам, што ќе да се намали репрезентативноста и сите да учествуваме заедно. Тогаш ви гарантирам, еве ќе видите, се надам дека мора да се движиме во тој правец, ќе биде многу појасна состојбата. Сега е ваква рашомонијада. Гледате, јас колку години сум во синдикатот, кај мене се ствара заблуда, една забуна, што е сега ова? Зашто овој вака прави? Зашто така прави? Имаше и разлики, како што кажавме пред малку, и во однос на минималната плата. ССМ бараше таа да биде
30.000 денари. Со последното покачување владата ја стави на 24.300. Имаше и синдикати кои велеа дека работниците не треба да земат 30.000 денари, дека тоа е многу, ќе се создаде инфлација и така натаму. Кој е вашиот став однос на минималната плата? Ја мислам, нема мада таков впечаток се доби, нема синдикат кој што не сака да има покачување на плата. Меѓутоа факт е дека владата само го спроведе она што го потпиша Сојуз на синдикати на Македонија. Сојуз на синдикати на Македонија потпиша како ќе изнесува минималната плата. Согласно порастот на животни трошоци, таа формула што беше, оваа година изнесува толку. Са 30.000. Ние први кажаме 30.000, може да кажеме 50.000. Меѓутоа, кој што кажав, не е поентата, јас сега да ево дека се искористам приликава, ма како 500 евра тоа беше не важи сега да бараме повеќе 1000 евра да бараме. Не е тоа. Мора како што кажав да се седне со аргументи за факти бидејќи доаѓа стварно таков период во држава кај што веќе работниците ќе напуштат. Мора да сватат и газдите, мора да свати и владата со едни реални преговори, да се направи еден нов колективен договор, да се види фактичката состојба која е во државата и да се направи понатамошниот тек како ќе се движи во делот на плати. Еве гледате само како е например во образование, во здравство. Се направи оваа година толку до година, толку барем тие што се таму вработени очекуваат некако, може нешто да планираат. А кај нас во другите што правиме министерство, што правиме во приватниот сектор, многу е состојбата нејасна и забуна целосна. Целосна забуна. Да, оние што, ајде да речеме, оние што се против покачување на минималната плата, генерално против сите покачувања до сега. Дел од економистите се тоа, дел тие експерти за економија, нивен главен аргумент е дека тоа ја покачува инфлацијата, ги покачува и цените и дека поради тоа не треба да се покачува. Видете, јас сум кажал на неколку пати, по мене и да се качи платата 500 евра, еве да речи владата ви дам, еве 500 евра, ајде да видам што ќе бидете среќни. Ништо не правиме ако утре дента инфлацијата цените одат нагоре. Ја би бил среќен ако денеска еве да речеме земам 500 евра плата и одам во било кој маркет, пазарам одредени производи. Ја ќе бидам среќен ако до година за истата плата, без да ми се покачи, земам што повеќе артикли, платам што повеќе сметки. Значи, парата треба да има вредност. Иначе, ако се качи платата 500 евра, отидат маркетите без никаква контрола, приватниците пуштени сами на себе, цените растат, ништо не се направиле. Затоа треба да се даде малце рок, треба да се види, затоа викам треба да се разговара. Јас сум научил дека јас сум бил прв бунтовник и понатаму останувам кај што гледам неправди, меѓутоа кај што гледам дека некој сака да направи нешто, ајде да дадеме шанса сите заеднички. Дај да видиме со рок да се поврзиме. Дека овој период цените вакви ќе бидат, дека платата така ќе се качи, дека нема ова да биде и сите да го следиме тоа што ќе се договориме заедно. Ништо не значи 500 евра дај ми плата, утре за тие 500 евра место да купиш пластично да кажам 10 кила брашно, утре ќе купиш 8 кила брашно. А ми се качила плата. Што е тоа? Популизам, не треба популизам. Треба секој да имаме одговорност. Секој да има одговорност, и работникот, и работодавачот, и владата. Зашто пуштено само на себе гледате до кој степен се доведеме. Нема веќе жители во државата, нема работници, влада е апатија. Да, во однос на покачувањето на минималната плата, константен ми се чини проблемот дека колку и да се каче таа, потоа го нема на законско поравнување со останатите плати. Барем зборуваме за јавната администрација, за државните организации, ми се чини дека тој проблем обстојува. Обстојува зашто ви кажувам не е регулирано со колективниот договор кој го подпишувале. Зашто кога ви кажав, прв пат кога се воведе, кога се покачи минималната плата, тоа беше која 2017 или ова 18, не знам која година беше. Од 12.000. Да, кога се покачи. Зошто тогаш таму Сојуз на синдикати на Македонија не е напишал како што треба? Дека мора да има усогласување. Они тумачеа, они првата, втората, трета, четвртата година молчеа, бидејќи јас сум присуствувал, петата година почнаа да бараат некој усогласување и они викаат извинете, во колективниот договор стои дека тоа првата година само важи, значи фактички не знаеш што си потпишал. И па ќе кажам, кога си еден, има шанса да манипулираш, ја ќе те напаѓам, бидејќи ти си го потпишал тој колективен договор. Не си напишал децидно. Они потпишуваат странни колективни договори, работниците се земат и по 100 денари К15. Па ќе кажам, 20 години јубилејни награди, немаше ништо. Кога се појавивме ние како синдикат независен, колку толку размрдавме. Еве па кажам, ги размрдавме. Еве еден синдикат, втор, трет, се јавуваат четврти, нека има, ја немам проблем тоа.
Тоа може само да вроди кон подобри услови за работниците. Да, но еве кога зборуваме во однос на тоа, еве вие сте во железница на пример, и ако сега минимална плата е 24.300 денари, некој пред тоа земал 25.000 плата која не бил на минимална плата, сега му доаѓа минимална плата, да речем. Да, бе, сваќам, доаѓа до таа урамновка. Доаѓа до проблем. И затоа еве сега ние преговараме во Железница, бидејќи Железница е специфично. Први нас сте стаеле во тој закон за јавни службеници. Што имаме ние со законот за јавни службеници? Па треба да се прават некои функционални анализи, па да се одобрува програма, се одобрува вработување, затоа сме доведени кога разговараме са последниот пат со вице-премиеров и министрот за транспорт, убаво му образложивме и на новото раководство, сватија дека вака Железница не може да функционира, се уште сме во фаза на преговори и се надам дека ќе најдеме некој заеднички јазик, бидејќи стварно веќе во Железница платите се катастрофални, многу ниски. Никој веќе не сака да се вработи. Каква е останатата состојба? Гледаме тоа според медиумите, еден воз има, па нема ни еден, па ќе застане некаде, па ќе има несреќа. Ми се чини дека железницата функционира многу тешко. Па во право се дека е тешко, јас сум кажувал, на пример во минатиот период не може во Железница да носите секоја година нов директор. Не може да носите директор за Железница кој што нема врска со Железница. Сега за прв пат имаме раководство кое што сака да направи нешто за Железница. Прв пат осеќам и владата сака, јас зашто сум разговарал, ќе разговарам и тој разговор останува тука. Сега за прв пат гледам дека има и работни групи, и направено, и имаме перманентни разговори. Се надевам дека ќе најдеме заеднички јазик за да застане Железница направено, зашто вака, верувајте, веќе нема интерес за работници во Железница. На времето, јас се сеќавам, веќе подолг период имаме школски центар, буквално беше навалница кој да се запиши во тие струки како што се сообраќајни техничари, отправници на возови, прегледачи. Сме оргирале да запишеш дете на пријател. Сега веќе нема интерес, со години назад, 1, 2, 5 деца. Тоа веќе доведува во опасност и опстанокот на Железница. Бидејќи Железница не може секој да работи. И затоа мора да се кренат платите, да се покачат платите во Железница, да се направи подобра атмосфера, да почнат младите да се заинтересираат за Железница, бидејќи стварно ќе се доведеме во состојба да не кажам сама Железница нема потреба се што и кога ќе се застани. И ова го разбра представниците на владата, новото раководство и сега сме во исчекување да видиме кои потези, кои чекори ќе ги направиме за да застани Железница. И гледате, сега се прават напори, се поправаат машини, се пуштаат одредени делници, се бараат финансиски средства да се променат одредени, пругата да биде во подобра состојба. Па ќе видиме како да биде. Мислам дека доаѓаат подобри денови за Железница. Да, добро, ајде да видиме. Пред крајот на емисијата за да поразговараме за уште некои теми кои не се директно поврзани со синдикално движење, но за кои вие бевте доста гласни во минатото. Едното е состојбата со извршителите. Имено сега доаѓаат информации дека се подготвува нов закон за извршители. Што ќе има во тој закон, што би требало да има, што е тоа што треба да се направи за според вас да се подобри состојбата? Па нема влијание како со синдикатот, меѓутоа има баш врз работникот овој закон. Со финансиски импликации има големи, работниците нешто донесат пари дома, се плаќаат. Па видите што е, до нас сега стигнуваат информации дека факте се прави, меѓутоа не гледаме дека граѓанскиот сектор е вклучен и сега ние по разни канали добиваме информации. Замислете сега па извршителите бараат нешто што во минатото можеби не било стварност. Имено за што се работи? Се работи за тоа што сега во измените за законот извршителите она го бараат буквално на тие средби, ние што цело време го протежиравме. Ако некое комунално предпријатие ги има повеќе, да не се за вода, струја, парно, телефони, не знам кои други комунали да ги спомнам, што правија? Паркинзи. Компаниите, замислите, ангажираат адвокат за, например, ако е сметката 50 денари, 100 денари за паркинг или па 500 денари за водовод, они ангажираат адвокат од надвор. И адвокатот само што еден допис што ќе направи, плюс 6000 оди сметка. Значи, ако е сметката 50 денари, сум имали таков случај, ако е сметката 50 денари за паркинг, автоматски станува 6500. Адвокатот после оди дава на нотарот додека стигне кај извршителот, таа сметка едно разголема. Сега кои се нашите барања и гледам се извршителите тоа го протежираат, ние тука чекаме да видиме дали е стварно и ќе имаме посебна пресконференција и ќе бараме средба со владата, со претседателот на држава. Ова ќе биде убаво ако компанија, ако било кој граѓанин се нема платена сметка, сметката се даде директно на извршител. Да се иземе она ние што викаме цело време има
поврзаност, злосторничко здружување, доверител, адвокат, нотар, извршител. Сега компанијата, ако веќе некој граѓанин не плаќа, дали немал, дали забораве, дали инат го фатило, не знам од кои причини не сака да плати, да оди сметката директно на извршител, верувајте тука многу ќе биде и поекспедитивно плаќањето, имајќи во предвид што направивме барем дека каматата не може да биде поголема од вредноста на главниот долг. Тука, меѓутоа, она што доаѓа до нас информации, тоа е таму жестока борба од адвокатското крило, нотарското крило, бидејќи тука се големи суми на пари. Се надевам дека владата, бидејќи најверојатно таму министерот за правда учествуваат и други експерти, ќе го направат она како што треба. Сметката, ако граѓанинот не ја платил, да оди директно на извршител. Да нема она, со тоа ќе докаже дека стварно нема злосторничко здружување. Зошто има потреба сега, а имаме такви искуства во мислам во Србија, во Словенија, да не ги во повеќе држави. Вие сте доверител, не ја платил граѓанинот сметката, одма на извршител по кратка постапка. Подобро за граѓанинот, подобро за све, помалце пари, али полошо за адвокати, полошо за нотари, полошо таму се веќе милионски суми на пари. Да. И ова ако се направи, мислам дека ќе биде уште едно, барем колку Тогаш би се платиле само извршителските. Само извршителските услуги кои што ги намаливме голема сума на голема процент, нели има поварување таму, трошкови има еден куп наведено. Тоа ќе биде сметката, се дава на извршителот те блокира одма или те бара да си платиш, воспротивно, значи ќе се избегне овај круг, зашто 6000 адвокатот. Па тоа што пишал допис да те извести, па не те нашо, тој не те ни бара, не ја те најди. Па други трошкови што направил адвокатот. Па на нотар, па нотарот исто барал, не барал, па трошкови и од таму се пари, што да ви кажам, голема сума на пари. Да. 300-400 евра за еден предмет за сума од 1000 денари. Да. Ова ако се направи, мислам барем колку толку ќе се излезе во пресуд на граѓаните. Добро, и за крај, уште една тема за која вие протестиравте, тоа се високите сметки за Евана, нешто што пред некој месец беше прилично актуелно, имаше и протести во однос на тоа, имавме и на некој начин и непризнанието, туку објаснување од регулаторната комисија дека е направена навистина грешка. Не знаеме што се случи со тоа, дали тие пари беа вратени, дали не, дали некако остана тоа така, едноставно се преплатија, се наплатија сите тие пари и ми се чини никому ништо. Тоа е посебна приказна таму, слушам, читам разни експерти кои што се во таа област и тврдам дека она што го кажуваат тоа не е вистина, тоа е тотален грабеж се врши во граѓаните. Замислите, сати поставуваат сами колку сакаат, читаат, никој не врши контрола. Значи никој не може да направи контрола на мојот сат, дали јас ако сакам да направам контрола, да видам дали ме краде, да кажам народно Еван, или не ме краде, да проверам овој месец колку сум платил кај нас, доаѓаат луѓе кои што кажуваат дека уопште не бил дома, пасош покажува, сметка има енормна. Нема кај да се жалиш. Ова мора владата стварно да ние се обидевме, пробавме да направиме некој поголем протест. Немаме финансии, поготово од градовите се од внатрешноста. Тие па тврдат дека тотален грабеж таму се прави. Нема никаква контрола. Улично осветлување, пренос, тоа го нема никаде. Владата мора тука да последи да се занимава, бидејќи знаете како, големи се очекувањата од оваа влада. Сите знаеме како, доби голем процент и треба на одредени вакви што се неправилности во државата да стави крај. На тој начин ќе покаже дека стварно граѓаните што гласа, што му дадат таков мандат се во право и треба да врати нешто за граѓаните. Да. Добро, Маријан Ристевски, останувате во борба за работничките права. Ви благодарам за учеството во Студио 10. Благодарам на поканата. Со ова го завршуваме првиот дел, почитувани, продолжуваме со Славица Јанкова од Македонското здружение за заштита при работа. Одиме со една кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото.